Подсмев, брука и тема на зафрканци ќе стане Македонија кај странците ако помине ваков предлог закон за рестрикции, со кој централната власт без правосилна судска пресуда ќе може да одлучува кој да биде функционер, кој да смее до државните тендери, чиј имот да биде конфискуван, сметаат најголем број од експертите и правниците. Професорот од правниот факултет Јустинијан I Гордан Калајџиев за Алфа вели дека текст за вакви законски промени би морал да биде испратен до Венецијанската комисија, но со ваква содржина би служел само за обична шега со државата. Вакви потези, порано имаше многу вицови за Мали Џокица, кога сакаме да изразиме практично став за некои незрели работи, како на Мали Џокица му изгледа да се бори со корупција. Така изгледа на нашите власти. Многу наивно, морам да признам. Нормално би требало ваков закон, особено ако е контроверзен, да се прати на Венецијанска комисија и слично. Меѓутоа е подобра да не го преќат на Венецијанска комисија, бидејќи со нас ќе се зафркаваат. Со ваков текст, според него се прекршуваат низа човекови права, па ќе биде и причина Македонија да губи голем број спорови пред меѓународните судови. Калајџиев верува дека сепак власта ќе спреми променет текст, бидејќи ни подразно не смее да помине во собранието. Се сомнева и дека воопшто ќе се изгласа законот, туку само се користи во предизборниот фолклор. Се пенетрира, се навлегува во човековите права, врзано со приватната собственост, политичките права, со изборот, па и во кривичните постапки, што е непримерено и е практично спротивно на нашите меѓународни обврски, особено во врска со Европската конвенција за човекови права, врзано со фер судење, презумпција на невиност од член 6, но и правото на мирно уживање на собственоста од протокол 1 на конвенцијата. На сличен став е и Костадин Богданов, кој како адвокат на Спиро Ристовски доби спор против државата во Страсбур. Според него покрај правото на собственост и извршување на функција, со ваков закон би се довело во прашање и правото на одбрана во евентуален судски процес. Има ситуација, ја спомнавме, правни услуги. Пример сега, тоа лице кое е под санкции, ќе треба нели да води борба со јавно обвинителство, да се докажува пред судови. Се тоа не може да случи договор за обезбедување на правни услуги, бидејќи нема исклучец. Ќе нема можност за адвокат. Ќе нема можност за адвокат. Ќе нема можност за не знам какви други есенцијални услуги кои што немаат врска со рестриктивноста. Инаку контра овој предлог закон тргнаа и дел од владините институции. Министерството за правда уште во декември посочило оти ваквите измени не се во согласност со уставот и казненото право и ги повредува уставните одредби. Министерството останало воздржано и предупредило ти е неопходно за обвинетиот да се докаже вина, а не без доказ да се спроведат рестриктивни санкции.